Добар ден и добродојдовте, почитувани гледачи. Во Еко Вести во точно во 12 часот. Денеска ќе зборуваме колку е важно да сме активни во животната средина, односно што е граѓански активизам. Токму така, денеска разговараме за чистењето на парковите и како да забранеме наградењето на диви депонии. На терен е нашиот репортер Симона и за оваа тема таа повеќе ќе ни каже. Повеќе, Симона. Здраво, студио е од мене. Јас сум Симона Ѓоргиевска и денеска јас се наоѓам на терен каде што младите граѓани активно се вклучуваат во заштита на животната средина. Јас се наоѓам во близина на велосипедско дефиле и каде што нашите млади граѓани возат велосипед со цел да се создаде поздрава и почиста средина за сите. Ова не е еднодневна акција, туку станува збор за граѓанска организација, како младите и возрастните можат да донесат порака за секој поединец што ќе можат да придонесат за почиста и здрава иднина. Организаторите потенцираат дека ваквиот граѓански активизам е клучен преку мали, но значајни дела. Сите ние ја штитиме природата и ја подигаме свеста за важноста на одговорното однесување кон животната средина. Ова бев јас, вашиот репортер од теренот, Симона Ѓоргиевска. Јована, дали сакаш да водиш повеќе со другарките или пак сама со велосипед? Со другарките. Како што реков, добродојдовте на овој преубав настан кој што го организира Радовиш, односно Лак Плачковица и проект кој што е дел од регионалниот парламент. Како прво, ние сме овде од проектот Ecological Speaking и ќе вршиме интервју на децата и сите учесници кои што возат велосипеди. Здраво, дечки! Сакам да ве питам едно до две прашања, дали може? Ајде прв, кој сака да го питаме? Ајде ти. Прво да те питам како се викаш? Дарија. Мило ми е, Дарија. Ние сме од еден проект за екологија и да те прашам, зошто е важно да се возат велосипеди? Бидејќи да бидеш здрава. Така. Океј, фала ти многу. Здраво, како се викаш? Јас се викам Тина. Тина, да те прашам, што те навлече сега да дојдеш и да возиш со своите другарки тука? Сакам да посетам многу ствари и да се шетам, да гледам природата. Супер, фала ти. Како се викаш? Николија. Николија, да те прашам, дали повеќе сакаш да возиш велосипед или пак имаш дома електричен тротинет? Велосипед. Велосипед, браво! Како неделата на мобилност, ние во Радовиш ја прославуваме на овој начин. Со многу велосипеди, многу забава, а исто така и многу важни пореки и позитивни. Здраво и добродојдовте на овој денешен настан. Здраво. Дали може да ви поставиме неколку прашања, кратки и лесни? Може. Кој што не е кој знае колку тешко, дали електричните автомобили загадуваат повеќе или помалку од обичните? За тоа треба подобро истражување, ама според тоа што го гледам на светско ниво, има разлика и кај електричните автомобили. За загадување не, но има проблеми со, колку што знам, со батериите. И може да настане секундарен хаос у сообраќај ако дојде до експлозија. Јас не сум за електричните автомобили. Во ред, фала. Сакате ли да ви прашаме неколку прашања? Ако можам да... Лесни. Ајде, да ве прашаме, колку често го користите вашиот велосипед? Па, почесто сега, у последно време. Да, треба ми кондиција и морам да го користам почесто. Супер, фала.
сега ќе се врнеме пак во студиото. Памела повели. Благодарам, Симона. И беше добро што младите земаат одговорен за чиста животна средина. Да, ова е навистина голема граѓанска свест што започнува од најмладите, а ќе се проширува и до најголемите. Денеска нашите колеги ќе ни кажат за прогнозата овие денови дали ќе е сончево или врнежливо. Добре дојдовте во утринскиот метео преглед. Денес времето е облачно, со повремени врнежи од дожд. Температурите се движат од 10 до 20 степени. Радовиш, моментална температура има од 17 степени, додека Штип има 20, Берово 14, Струмица и Муртино по 19. Се очекуваат повремени врнежи од дожд во попладневните часови, како и обилни врнежи. Температурите во северниот дел на државата достигнуваат од 15 до 20 степени, со највисоки во Свети Николе и Кочани. Пробиштип и Македонска Каменица имаат пониски температури кои се очекува да паѓаат во наредните денови. Во главниот град на Република Македонија температурите се повисоки, достигнувајќи 20 степени. Тоа беше се од мене, сега се враќаме пак во студио. Исто така дека ваквите акции имаат и едукативна вредност, што секој може да придонесе. Но дали се долгорочни? Кога заедницата сама се организира, се гради чувство на одговорност и заштита на јавниот простор. Тоа е нешто што ниту една институција не може да го постигне самостојно. Очигледно е дека активизмот не е само протестирање, туку и делување на терен. Доколку чекате вашиот парк или улица до кој чисти некој друг, не чекајте, бидете тој некој вие. Голема благодарност до нашиот репортер Симона и нашите колеги. Следете не и утре во исто време, но исто така, не заборавајте. Природата е овде да ја зачуваме, не да ја загадуваме. Благодарам и на вас, имајте убав ден.